13 август 2001 година, под силен меѓународен притисок, после неколку месечни тензични преговори, се потпиша Охридскиот рамковен договор со кој се стави крај на крвопролевањето. Рамковниот го отвори уставот и етничките заедници добија поголеми права. 22 години подоцна, од она што беше ставено на хартија, имплементацијата е во сосема друг правец, коментираат аналитичарите. Наместо граѓански концепт за развој на државата, одредбите од 2001 се злоупотребуваат. Според аналитичарот Благој Атанасовски, Македонија не се гради како европска граѓанска демократија, туку се создадоа два етнички блока. Сето тоа што беше запишано, да речеме, во Охридскиот рамковен договор дека Македонија треба да биде еден вид на мултиетничка граѓанска демократија, имплементацијата на рамковниот договор дегенерираше да Македонија направи во еден вид на етничка консоцијација, делејќи на два етнички политички блокови, се злоупотребуваше принципот по вработување по етнички клуч, Бадентеровото мнозинство многу пати беше злоупотребено и наместо Македонија да се гради како еден вид на европска граѓанска демократија, каде што ќе се почитуваат човековите права, но почитувајќи институциите на системот, ние во овие 22 години сме секојдневни сведоци дека живееме во паралелни светови. Од денешна призма, рамковниот договор беше добар затоа што стави крај на 6-месечните војни действија и спречи да прераснат во граѓанска војна, додава Атанасовски. Но, наместо развој на државата во мултиетничка демократија, се случува постојано прекршување на одредбите од истиот. Но сето тоа што следуваше од имплементација на рамковниот договор дегенерираше во сосема еден друг правец од тој што беше претходно замислен, претходно теоретски напишан во одредбите на Охридскиот рамковен договор и претходно осмислен како Македонија треба да се развива во една граѓанска мултиетничка демократија. Мислам дека тоа веќе и представниците на меѓународната заедница под чиј притисок се потпиша рамковниот договор, сватија дека сето тоа што беше ставено на хартија отиде во сосема еден друг правец. Со потпишувањето на договорот победија македонските бранители, а изгубија политичарите, порача Стојан Чангелов, кој беше полициски генерал во војната. Лидерот на ДУИ, партијата која се создаде по само укинувањето на ОНА, иницијаторот на конфликтот во 2001, на годишнината пак повикува да се завршат уставните измени за да се завршил и процесот на еднаквост и интеграција и повика на единство и обединување околу Европскиот фронт. За премиерот Димитар Ковачевски, Македонија е пример за функционална, одржлива и мултиетничка демократија. По 22 години, редно е ДУИ да замине во опозиција, порачаа од ВМРО ДПМН. Ако за рамковниот договор од пред 22 години се вели дека обезбедил мир, тогаш сега по 22 години редно е ДУИ да замине во опозиција заради просперитет и развој во Македонија за сите луѓе. Годишнината од рамковниот договор, Артан Грубија слави со мировен фестивал. Бината за концертот на кој ќе настапат само албански изведувачи веќе е поставена на плоштадот Скендербек. Првиот вице-премиер за концертот кој се најавува како незаборавен и за мировната конференција во Маврово која трае 3 дена, потроши 100.000 евра народни пари. За организација на прославата, одговорна е омилената фирма мајстор за се на ДУИ, Арберија Дизајн.